Денеска на овој протест, покрај гранските независни синдикати што се дел од Конфедерацијата на синдикални организации, имаме поддршка и од неколку здруженија на граѓани. Како прв за говор, би сакал да го повикам професор доктор Здравко Савевски, граѓански активист, член и основач на повеќе здруженија, меѓу кои Солидарност и Ленка, човек учесник на безброј протести, демонстрации и меѓу другото на шарената револуција. Повели Здравко. Денес одбележуваме 30 години од прогласувањето независност, онака како што треба, со протест, бидејќи работата е за протест, а не за прослави. Што се прославува? Тоа што не сме никаде од она кај што ни ветуваја дека ќе бидеме. Пред 30 години, овде има доста повозрасни луѓе, го памтат моментот на прогласување на независноста и воведување на капитализмот. Онаа илузија што нас ни ја создадоа тогаш е дека некаде за 10 години ние ќе имаме животен стандард како во Германија. Само треба да имаме независна држава и да воведиме капитализам, да се продадат предпријатијата на приватници кои станаја капиталисти и ќе тргнала работата во економијата. Тргна работата во економијата за капиталистите. За нас не. За нас 30 години од тогаш ние живуркаме, а не живееме. Ова не е достоен живот. Ова не е животот што ни го кажуваја и ветуваја пред 30 години. За 10 години ние имавме печаток до 2000 година дека ќе бидеме многу понапред од кај што сме сега. А ние денес сме поназад во многу работи. Здравството во 90-та година беше бесплатно и беше квалитетно. Денес здравството, ако сакате да добиете квалитетна здравствена заштита, на приватници ќе му ги даете вашите пари. Ќе мора да се задолжите во банки за да добиете здравствена заштита и после со години да го враќате тој долг. Денес треба здравството да биде бесплатно, бидејќи беше пред 30 години бесплатно. Образованието пред 30 години бесплатно, квалитетно. Денес земаат пари за образование и го паднаја на колена образованието. Задолжувањето. Граѓаните на Македонија должат 3 милиарди евра. Милиарди, 3 милиарди евра на банките. Се богатат богаташите во банките од нашите пари. 3 милиарди евра. Далеку позадолжени сме сега, отколку што бевме 90-та. Во 90-та човек кој работи можеше за година-две да купи стан и да го поседува. Сега робува. Роб е во должничко робство 20 години за многу помалце квадрати. Има исто така околу работничките права. Денес подолго работиме во приватен сектор сите, отколку во 90-та година. Сите знаат во приватен сектор дека не е 8 часа работното време. Повеќе од 8 часа, има луѓе кои работат 9-10. Не беше така, сега е така. Несигурноста на работното место драстично е порасната. Денес имаме млади луѓе што на 30-35 години имат променето 5 работни места, бидејќи ги испркале капиталистите. Порано на едно работно место до крајот на живот, до пензија се остануваше. Затоа денес е многу полошо отколку 90-та. Затоа денес треба да се протестира и нема што да се прославува. Има една голема тајна што ја кријат по медиуми, политичари, експерти. А тоа е дека ова е капитализам. Во Германија да, има капитализам, ама тој е таков
бидејќи нас не експлоатираат. Ова е капитализам и е катастрофално лош. По 30 години можеме со доказ да кажеме дека е катастрофално лош за работниците. Ова е држава на капиталистите. Тие ја поседуваат и е катастрофа. Тие се оние кои ја создаваат корупцијата. Тие ги подкупуваат фотелјашите. Од каде пари за фотелјашите да бидат подкупени? Ти, јас можеме нив да ги подкупиме. Немаме ние пари. Капиталистите ги имат парите и тие ја создаваат корупцијата. Тие им даваат подкуп, мито на политичарите да добијат одредена градешна парцела, да го сменат законот во нивна корист, да ги направат работниците уште поексплоатирани за нивните профити да растат. Ова е држава на капиталистите и немајте илузии околу тоа. Државата, често слушате, државата била најголем вработувач. Тоа секогаш го слушате, а никогаш не кажуваат дека државата е најголем дарател на тендери. Кој ги зема тендерите? Јас, вие, не, капиталистите. Тие се наши пари што завршуваат во нивни джебови. И зошто не кажуваат дека државата е најголем дарател на тендери, а цело време кажуваат дека државата била најголем работодавач? Намерно тоа го прават. Нивната намера е следната. Систематски создаваат раздор во работничката класа. Ги насочуваат работниците од приватниот сектор против јавниот сектор, од јавниот сектор против приватниот сектор. Ги делат работниците по етничка линија. За македонскиот работник и албанскиот работник да не ја видат својата заедничка мака. Ги делат работниците на работното место. Секој меѓу себе да има недоверба. Систематски создаваат раздор на работничката класа. Солидарноста е нашето најголемо оружје. И ние мора да ја коваме солидарноста. Не смееме да им дозволуваме да создаваат раздор меѓу нас. Кога некој наш колега работник ќе биде отпуштен на работа, ние не смееме да молчиме, бидејќи после него сме и ние. Ако еден по еден не отпуштаат, лесно можат да не отпуштат. Затоа е солидарноста најсилното наше оружје и затоа ние мора да го коваме во борбата за нашите права. Одбележуваме 30 години од прогласувањето независност. Ситуацијата е катастрофа. И следните години ќе биде катастрофа ако ние не се промениме. Ако не престаниме да чекаме на готово некој друг да ни ја среди работата. Чекавме 30 години и ништо не се случи. Мора ние самите солидарно, како работници да се избориме за промени, бидејќи само ние самите можеме да ги извојуваме промените кои се во наша корист. Голем поздрав и уште еднаш ќе кажам, го одбележуваме овој ден така како што треба, борбено и со гордо креати глави.